На настан во Скопски хотел, владени представници и странски делегации беа првите што ги слушнаа резултатите од едногодишното домашно истражување за загадувањето на воздухот во 5 поголеми градови во земјава: Куманово, Кавадарци, Гостивар, Струмица и Струга. Në fund duhet të theksoj se Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit vakcinohet. Do të vazhdojë të angazhohet për zbatimin e masave për përmirësimin e cilësisë së ajrit dhe do të bashkëpunojë me gjitha faktorët relevant për realizimin e qëllimit tonë të përbashkët: cilësi më të mirë të ajrit dhe një mjedis të shëndetshëm për brezat e ardhshme. Не е прв пат министер да ги кажува овие зборови, ниту пак оценката дека на земјава не и оди лесно во оваа борба. Air pollution is a significant challenge in this country, impacting many citizens living in the areas with poor air quality. Но од оваа зима, освен за Скопје, се знае кои се изворите на загадувањето на воздухот и во 5 споменати града. Тоа е една шанса повеќе за централните и локалните власти конечно да мрднат од мртва точка. На влезот на Штип кога се доаѓа од Скопје, од десна страна, во објект затскриен од високата вегетација, се наоѓа научно-истражувачкиот центар Амбикон. Работи во склоп на Универзитетот Гоце Делчев. Во лабораториите сместени на горниот кат, тимот професори и лаборанти секој ден во изминатава година испитувале и мереле примероци добиени од филтри поставени во 5 општини во земјава: Куманово, Кавадарци, Гостивар, Струмица и Струга. Процесот низ кој поминува испитувањето на еден филтер е деликатен и долг, но дава прецизни резултати за факторите на загадување, односно што точно дишат граѓаните кои живеат или се движат во близина на филтрите. Значи целиот процес започнува од тука. Сите филтри кои што ги започнуваме да ги кондиционираме најпрвен се ставаат во оваа комора и во комората сите филтри за спремање на мерење се ставаат во неа и се чуваат на контролирани услови, температура и влажност. Секоја од микрочестичките наталожени на филтрите мора да поминат низ рацете на лаборантите. Некои дури и неколку пати, се додека не се добијат целосно точни мерења. Значи филтерот се става на вагата и откако ќе се стабилизира, ја запишуваме вредноста. И таа вредност ја запишуваме, а после тоа филтерот го враќаме во комората за чување на филтри повторно. По 24 часа, истиот тој филтер го мериме повторно и со сета таа процедура добиваме информација за концентрација на прашина изразена во микрограми на метар кубен. По завршувањето со финалните мерења со кои се добиваат првичните информации, следува процес на внесување на искористените филтри во машина која со помош на рентген зраци дава појасна слика за тоа какви метали има во филтрите кои биле поставени во градските средини, но и во колкави количини се изразени. Целата оваа метода е недеструктивна, што значи дека филтерот еднаш штом ќе биде анализиран, не се нарушува и може да биде користен за понатамошна анализа. Со помош на овој инструмент детектираме елементи од натриум до ураниум. Просторот е релативно мал, но опремата која вработените во Амбикон ја имаат на располагање е релативно нова и софистицирана. Со таква опрема, тие се модерна лабораторија која има капацитет да прави комплексни истражувања. Тимот предводен од професорот Дејан Мираковски го открил следното. Во Струмица најголемо е загадувањето во зимските месеци и тоа во најголем дел поради согорување на биомаса, односно греењето на домакинствата со печки на дрва, пелети и други растителни производи. Втор голем извор на загадување е сообраќајот, кој е нешто поголем во потоплите месеци. Во зимските месеци значително загадуваат и горењето на огнови на отворено. Во Струга пак, број еден загадувач е сообраќајот, особено во лето, кога е врв на туристичката сезона. Втор извор на загадувањето е горењето нафта и мазут, пред се напролет, а дури на трето место е загревањето на домакинствата. Во Куманово пак, на годишно ниво, најмногу загадување на воздухот доаѓа од греењето на домакинствата со биомаса и покрај тоа што е карактеристично само за зимските месеци. Потоа следи сообраќајот, кој е поизразен загадувач во летните месеци. Ние и печките на дрва ги стартуваме рано наутро, потоа луѓето се на работа и кога се враќаат дома повторно се зголемува интензитетот на користење на овие уреди,
поради што и емисиите имаат карактеристични два врва, концентрациите имаат два карактеристични врва во раните утрински часови, некаде до кај 8 часот, од 6 до 8, и потоа вечер од 18 часот, па некаде до 2 ноќта, која почнува да се намалува концентрацијата. Наудите не се ексклузивни само за Македонија. Така било и во западноевропските и други светски метрополи, кои го поминале овој процес и го подобриле квалитетот на воздухот. Професорот Мираковски е оптимист дека и земјава може да го изоди тој пат, бидејќи загадениот воздух е виновник за предвремена смрт и развој на потешки заболувања кај населението. Многу активности се потребни да се реализираат, дел од нив се брзи и може да се реализираат веднаш, например да ги миеме улиците или да имаме подобра вегетација на сувите површини, да не дозволуваме да останат подложни на елска ерозија. Тоа и не е нешто што ни треба многу време. Замената на системите за грејање веројатно бара повеќе средства, меѓутоа денеска имаме и ефикасни и економични системи за грејање, така што освен што ќе ја заштитиме животната средина, веројатно можеме да ја подобриме и економичноста и ефикасноста на тие системи, па да имаат луѓето и економски бенефит, освен поквалитетен воздух, иако и самото тоа е доволно. Посетивме 2 од вкупно 5 општини кои добија алатка за подобрување на квалитетот на воздухот. Кавадарци се наоѓа во средишниот дел на Тиквешката котлина. Географската положба на градот го прави склон на високо загадување, бидејќи ветрот не е честа појава. Карактеристика на Кавадарци е и тоа што е индустријски град. Секојдневно, градскиот бетон го газат тешки товарни возила, често низ централното градско јадро. Според истражувањето, грејењето на домакинствата е главен извор на загадување на воздухот во зимските месеци, но минералната прашина е доминантен извор преку целата година, а не заостанува и сообраќајот, особено во летните месеци. Градоначалникот гледа дел од решението за подобар воздух во изградба на обиколница. Тоа значи дека од дневна основа ние негде 700 тешки товарни камиони со над 40 тона товар, кои што создаваат и прашина, создаваат и загадување на воздухот од нивните согоревање на моторите, ќе бидат комплетно дислоцирани од градското подрачје, ќе имат заобиколница за да движи. Тој е проект негде со вредност од 10 милиона евра и веќе прифатен со одлука на влада. Обиколницата, очекува градоначалникот, ќе го намали загадувањето од сообраќајот. Но за главниот проблем преку зимата, загадувањето од грејењето на домакинствата, вели дека единствено решение е гасификација и за домакинствата и за индустријата. Од она што ги имаме направено како истражување и анализи, со повеќе од 9000 семејства, негде над 70% се согласни за гасификација и топлификација. Меѓутоа е многу интересен податокот што луѓето кои што моментално се загреваат на дрвја, на пелети, нафта или електрична енергија, над 60% во домаќинствата имат инсталирано радиаторски собствен систем. Тоа значи дека нема да ги изложиме луѓето на дополнителна инвестиција голема, за тоа што само ќе го замениме главното грејно тело. Во друга котлина, Полошката, се наоѓа Гостивар. Тоа што има повеќе ветер од Кавадарци, сепак не го прави отпорен на аерозагадувањето. За општината е специфично што најголемото загадување доаѓа од минерална прашина, пред се поради големиот број каменоломи, а од неодамна и од активностите на Бехтел и Енка. Фактор е затоплувањето во зимските месеци и сообраќајот, но во помала мера. Прашина создава и почнувањето на изградбата на автопатот, Гостивар Букојчани, и таму се ствара доволно прашина и тие фотоприкажите баш на тие места каде работат тие се гледаше создавањето на таа прашина. Така да ние само што ги слушавме резултатите и контактиравме и со каменоломите и со БТЛМК. Изградбата на автопатот не е долгорочен извор на загадување, но другите, како грејењето и сообраќајот, се. Затоа општината Гостивар направила фокус групи од граѓани, на кои за старт им понудиле да изберат една од 3 опции. И од трите сет мерки, првата мерка беше проширување на зелени површини и пошумување на градот. Втората мерка беше
за енергетска ефикасност на градинките основни и средни школи. И третата сет мерка беше за опрема за чистење на улици, метларка, така да одлучивме да го пошумуваме градот и да ги прошириме зелените површини, бидејќи на тој начин и прашината ќе се намали и ќе имаме повеќе сенка и ќе имаме почист воздух преку дрва, преку зелени површини и така. Значи, во уште 5 општини во земјава сега се знае од каде доаѓа загадувањето на воздухот. Јавно, познати се и заложбите и проектите на локалните власти за почиста животна средина. Ништо не се прави преку ноќ, но сите би требало да почнат час поскоро да ги преточуваат идеите во реалност. И оваа, и следната, и зимите по нив. Температурните инверзии ќе носат опасно висока концентрација на PM честички и други загадувачи, од кои не само што човек се разболува, туку и порано умира.